Редиците со патници на аеродромите и предстојните летни гужви по границите ја пролонгираат имплементацијата на влез-излез системот на Европската Унија до септември. Европската комисија потврди дека предвидува одредена флексибилност за земјите членки кои во периодот до крајниот рок во април нема да успеат целосно да го спроведат, оценувајќи дека воведувањето толку голем систем е сложена задача. We know that the gradual rollout runs until April. But since we hear also about concerns regarding the coming summer, there's also even flexibility inbuilt for the summer period. So member states, if needed, can always prolong this gradual rollout period until September. На терен одредени земји членки на Унијата веќе се соочуваат со големи проблеми, особено на аеродромите каде поради постапката за регистрирање во системот патниците пропуштале летови. Од премината која започна во октомври лани, проблем има и на граничните премини и на пристаништата. Во декември Меѓународниот совет на аеродроми за Европа ја повика Европската комисија итно да ги реши зголемените проблеми во имплементацијата на системот, откако времето за обработка на податоци траело и до 7 часа чекање. Според правилата, дигиталниот граничен систем на Европската Унија бара од државјаните на трети земји кои влегуваат во Шенген зоната дигитално да ги регистрираат своите лични податоци, да остават отпечатоци од прсти и слика. Овие податоци се евидентираат во база на податоци низ цела Унија, која следи кога посетителот влегува и излегува од Шенген зоната и може да ги следи луѓето што остануваат по правилото од 90 или 180 дена. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.